На вчерашниот конгрес во СДСМ очигледно не поминало се во другарска атмосфера како што сакаат да прикажат од владеачката партија. Аудио снимки на кои се слушаат силни критики за функционирањето на СДСМ од довчерашната заменик председателка на партијата Шекеринска и дел од делегатите на конгресот се појавија на Facebook. Снимките одговорите се поставени во групата Реформи во СДСМ. Шекеринска е загрижена поради нерешавањето проблеми и вели дека се помагало на оние кои се дистанцирале и ескивирале, а помалку на оние кои страдале. Загрижена сум дека за одредени прашања влегуваме во старата замка или старата опасност, а тоа е да ги затвораме очите од некои проблеми кои само ние можеме да ги решиме, никој друг. Загрижена сум за тоа чувство дека ако си го одмолчиш своето, нема да има никакви проблеми, а тие проблеми само се зголемуваат. Загрижена сум што е сомнително кога некој има став и некаква позиција, исправна или не, а некога ги жртвуваа и ставот и принципите за некаква лична цел. И загрижена сум што повеќе почнавме да им веруваме и да им помагаме на луѓето што ескивираа или се дистанцираа, а помалку на оние што страдаа заедно со нас. И реков, се надевам дека тоа е мое чувство, дека за некои работи шушкаме, а не зборуваме, за да го решиме проблемот. Тоа нема да ја помогне, само ќе ја одмогне на партијата. Дел од делегатите реагирали за тоа дека градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски не бил кандидат за член на Централниот одбор, дека постоеле различни дискусии, призна и Заев на пресконференцијата по Конгресот. Една од дискусијата беше на наш делегат од Куманово, кој што го предложи градоначалникот Максим Димитриевски да биде член на Централниот одбор. Секако нашите градоначалници по функција се членови на Централниот одбор. После тоа се јави другарот Максим Димитриевски за дискусија и се повлече од предлогот, затоа што, како што рече, бил досега неколку пати член на Централниот одбор, на Извршниот одбор, а извршува високата функција градоначалник на Куманово. Тоа е секако во духот на половината на различноста во размислувањето на сите 809 делегати, поточно на 703 кои што беа денеска присутни во работата на Конгресот. Димитриевски пак на прашањето на Алфа дали ова ќе значи дека нема да ја добие и поддршката на локалните избори за уште еден мандат. Рече дека се што имал кажал на Конгресот, а за се останато да се обратиме кај Заев. Револт кај дел од делегатите имало и за смената на Стојко Пауновски од директорското место во Државниот пазарен инспекторат, откако одби да вработи кадри според рамковен договор. За тоа, како што се вели во аудио снимката, дискутира Владимир Митревски од Општинската организација на СДСМ Центар. Ако хиерархијата тера да правам нешто што 4 години сум го зборувал дека сум против тоа, и имајќи предвид дека вработените не мора да идат на работа и што сме направиле. Ве молам таа грешка колку може да се исправи, заради тоа и да кажеме едно образложение пред граѓаните дека нема да ги менуваме тие што на вистина работат по словото на законот. Освен Шекеринска, која поднесе оставка на позицијата заменик председател на партијата, Заев и присутните на Конгресот одлучија во раководството повеќе да не бидат и подпредседателите Мухамед Зекири и Коста Петров.